Се наближува крајот на учебната година, а покрај подготовките за завршните тестови и писмените задачи, учениците, а и родителите на големо подготвуваат и изненадувања за наставниците, кои традиционално во вид на подарок им ги врачуваат на последниот училишен ден. Подароците варираат, но се чини дека од година в година ја губат символиката на благодарност кон наставниците за трпението и вложениот труд. Па така, наместо букет цвеќе, се повеќе се подарува накид, парфеми, часовници, а најнов тренд е подарување и вредносни ваучери, кои наставниците може да ги искористат по своја желба и потреби. Според членот 39 од Законот за вработени во јавниот сектор, наставниците не смеат да примат подарок кој чини повеќе од 1000 денари или подароци добиени од иста личност, чија што вкупна вредност не надминува 3000 денари во една година. Сепак, ограничувањата на вредноста на подарокот често се надминуваат, а за тоа ретко кој води грижа. Стапивме во контакт со Државниот просветен инспекторат, од каде што се оградуваат од одговорност за ваквата појава, при што нагласуваат дека директорот на училиштето има право, доколку процени дека подарокот ја надминува вредноста од 1000 денари, да го задржи подарокот во училиштето. На ваквите изјави реагираат и директорите, кои велат дека никогаш не добиле законско право со кое би ги присвоиле подароците на наставниците. Од друга страна, од Државниот управен инспекторат велат дека досега, откако е стапен на сила Законот за забрана за примање подароци, никогаш до нив не стигнала пријава по која би излегле на терен, а само иницијативно никогаш не постапуваат. Ги прашавме и граѓаните што мислат за подароците кои ги добиваат наставниците. Имавме среќа да сретнеме и една наставничка во пензија, која вели дека цвеќето е убава символика и знак на благодарност и почит, но никако не ги оправдува скапите подароци. Па јас баш и бев и наставничка, да ви кажам и тоа, и многу не сум инсистирала за такви работи, за поклони, така да подекогаш може би и сега купуваме. Па сега символично мислам едно цвеќе може, а за поклони не сум присталица. Учениците сакаат да подаруваат, веќе собираат пари и размислуваат кој ќе биде најсоодветниот подарок. Подарок за наставничките сега пред крај на школска година. Да, нормално, да. Што ќе им купите? Па, размислуваме цело одделение, собираме и на крај нешто ќе им купиме. Обично другите години што им купуваат? Па, цвеќиња, парфеми, накид некој, така. А останатите апелираат да не се претерува со скапите подароци. Што мислите за купување подароци за наставничките за крајот на учебната година? Деца си се радува да си дадат на наставничка и ништо повеќе со. Не мислим ја некој подлу намер. Така, за сега во последно време е тренд да се купува накид, скапи подароци. Дали сте за тоа? Не скапи, чисто као благодарност. Кога бев ученичка, нормално дека сите купувавме подароци за наставничките, заради тоа што мислам дека е социјално пожелно. Инаку не се согласувам со тоа огромни подароци, цвеќиња и слично. Може би нешто символично, меѓутоа тоа да биде за посебни датуми, како што е роден ден на наставничката или завршување на годината. Бидејќи во законот стои доколку подарокот доаѓа од исто лице, не смее да надминува повеќе од 3000 денари во една година. Останува нејасно дали заедничките подароци се сметаат за подарени од едно лице или пак сумата ќе биде поделена согласно со бројот на ученици кои учествуваат во собирањето на пари. Овој закон, според надлежните, е потребен во насока на спречување на корупција и подмитливост, но сепак останува прашањето дали со подароците ќе се доставува и фискална сметка, со цел точно да се утврди вредноста на подарокот.